председател на Партијскиот институт, со моје големо задоволство, господинот Александар Патев. Благодарам. Благодарам. Сега, мислам дека се гледаме вака, јас ако стојам некако... Нели? Океј, вака. Благодарам на сите, прво пред се добро вечер и ви благодарам што се озвавте на поканата пред се на председател на комитетот Тони Јаревски, а и на мојата покана за да ви го представам Патриотскиот институт, воедно и да ви ги кажам моите видувања, согледувања, голем дел од нив сте имале прилики по телевизија или по пишани статуси да ги прочитате кај мене, меѓутоа и вака во живо да ги искоментираме и нормално и вие ако имате некои сугестии, забелешки или прашања подоцна да ги поставите. И сега јас би почнал од коментирање затоа што самиот Патриотски институт и шемата и што е замислено е сосема кратко, па јас тоа ќе го задржам за крај. Првично ќе се задржам на она во каква сега политичка состојба се наоѓа Република Македонија. И сакам да подсетам дека Македонија веќе 3 години полни, поточно после 27 април 2017 година, чинам дека јуни некако почетокот беше, го насадија онака како што го донесоа Зоран Заев на власт и со самото тоа, со самото негово доаѓање на власт започна теророт, а тој терор пред се беше насочен кон членови, симпатизери, поддржувачи на нашата партија ВМРО. Први на удар кој што се најдоа, ќе подсетам, беа уставобранителите, нашите браќа, родолюби патриоти, кои што во буквална смисла нивниот грев е само и само затоа што си ја сакаат Република Македонија и затоа што беа мажи, влегоа во собранието, сега се осудени за тероризам. Тероризам ние претходно и терористи сме гледале по телевизија како изгледаат. Сега, за жал, нашите браќа се по македонските затвори. Нивните казни се на 12 години, 15 години, 18 години, било кој од вас тука присутен, обидете се или имате познат некој кој што одлежал недела дена во шутка, ќе ви каже што е тоа. Година дена, 3 години, 15 години, а сега имам 49, значи 64 години би имал кога би излегол, а оние веќе полни 3 години се затворени. И не се само тие, имавме, да ве подсетам до минатата година, на несрекно специјално јавно обвинителство со нивната им Катица Јанева, кое што називот на тоа обвинителство беше СЈО, меѓутоа тоа имаше стриктно единствена задача повторно да бидат прогонувани, обвинувани, затварани членови, симпатизери на ВМРО, односно од во тоа време потребата им беше раководството на партијата и тој прогон и до ден денеска ќе се наврата повторно на такви случаи кои што се сега активни и кои што единствена цел им е да направат страв. Да, еве, кога ќе ве повика Тони или кога ќе ве повикам јас или било што партиско кога ќе имаме некој партиски собир, да вие сте уплашени. Едноставно да викате, чекате, јас ако давам поддршка на ова, може и мене да ми закачат од ништо, може би не тероризам, но 5-10 години да заглавите робија. Како продукт на неговото доаѓање, и цел тој терор што беше правен за да покрие онаа задача која што и ние како партија и одреден број на интелектуалци, на видни општествени дејци во Македонија предупредувавме, а тоа е разнебитување на Македонија, менување на незиното уставно име, разнебитување на се што е македонско, бришење на нашиот идентитет, на нашето име, на нашиот јазик. За да го спроведе тоа, направи 3 договори. Првиот договор му беше договорот од Ивици, каде што ние не само што го изгубивме нашето уставно име, и оние лигуши предавници, или како сакате, петоково-наши, наречете ги, од нашите собствени редови гласаа за тој договор од Ивици и промена на уставното име. Туку, со тој договор од Ивици, помеѓу Зоран Заев и Ципрас,
и Димитров и како да им се викаше на грцини министерот за надворешни работи, ја избришаа комплетно цела историја во Беломорска Македонија. Така што вие ако имате некој сега роднини од таму, тоа тие се или грци, тоа македонци не може да сега веќе по новата по тој договор не можеме ние дека биле македонци, или биле грци, или биле бугари. Со тој договор ние се откажавме комплетно од целата античка историја. Па мене, моите родители ме крстиле Александар, ваljda по некој, не знам кого. А сум прашувал дома, вие предпоставувам секој ден што имате или го носите тоа име Александар, или имате некој во фамилија, крстени се по Александар Македонски, Филип, Александар III Македонски, Филип II Македонски. Но со новата историја, која што ќе биде напишана сега и со нив имаме договор нели за комисии историски, тоа ќе биде забрането. Забранети се топонимите, што значи тоа дека и веќе Заев можете доста често да го слушнете, значи не е Солун, него е Тесалоник. Од Тесалоники. Не е Кукуш, него е Килкис. Повторно, целта на сето тоа што е така направено е направено дека воопшто таму не постоело македонско население, дека ние како македонци сме биле на оваа територија, а доаѓам што по новите договори на Заев што сме. Не застана Заев само со договорот од Нивици, доста енергично влезе во спроведување и на коалициониот договор со ДУИ, а тоа е со Тиранската платформа. Па по таа Тиранска платформа ние и како партија говоревме, но и доста луѓе кои што ја разбираат политиката, тоа е дека целта не е само двојазичност. Целта е воопшто да се направи федерализација на Македонија. Да има два дела, западен дел кој што е чисто етнички безмалку албански и источен дел кој што е македонски. Во таа смисла, они гледате не само што направија двојазични табли секаде, е нешто сега имаме баш двонационална влада, па дури повеќе мислам дека подоминантно е албанска, мислам дека Артан Груби е многу подоминантно застапен од самиот Заев. Имате поделба безмалку 50-50 во министерски места, во заменички министерски места мислам дека соодносот и полош, таков е односот и по директорски места и тоа многу значени институции, агенции се доделени на албанци по род. Не треба да ви кажувам, сите вие имате искуство, предпоставувам дел од вас и работат во државна или јавна администрација или имате роднини кои што работат во државна и јавна администрација, знаете кога албанец ќе дојде на чело на некоја таква институција, дека таа примарна цел на тој човек му е не да раководи со нејзе, туку да напика во таа институција, во таа агенција, во тоа министерство што поголем број на албанци. Дојдовме до таму да под притисок, и тоа нема да застана тони, немој да не лаже Господ дека ама тоа е сега Артан Груби го кажал или Крешник Бектеши, како им се вика оној по економија, да ако имате вие приватна фирма, јас како македонец ако конкурирам, сум човекот втор ред, односно трет ред, албанецот ќе има предност, зошто? Затоа што дали е 50, дали е 100 евра, субвенција би добивал Тони, еве конкретно Тони има приватна фирма и јас ако конкурирам, ние како македонци, повторно ќе кажам, сме дискриминирани, албанецот само по тоа што се декларира, односно се пишува како албанец, тој човек има субвенции од 50 и 100 евра и тоа сите ние ќе го плаќаме, пошто тие пари не се од джебот на Артан Груби или на Али Ахмети, тоа е од буџетот ќе бидат субвенционирани. И доаѓаме до третиот дел, до третиот договор кој што според мене и е дефинитивно најштетен, а тоа е да Заев влезе направи договор со Бојко Борисов, они го крстија договор за пријателство. Ме имате слушано мене, предпоставам и вие, се ви е тоа јасно дека е така, меѓутоа, јас се чувствувам должен да ви повторам. Со тој договор
има одреден број на точки кои што и ние како ВМРО во некоја претходна наша влада, дали тоа било на Ѓоргиевски, Груевски, сме ја поддржувале тој таков договор за добрососедство, ништо страшно. Меѓутоа сега во овој договор има убацена една точка во која што Заев и Никола Димитров се обврза да ја модифицираат, односно да ја напишат нова, да ни напишат нова историја, модерна бугарите. Таа историја, затоа што тоа е стара бугарска желба, уште од 1878 година, кога е формирана бугарската држава, постои, јас сосема во една минутка ќе ви кажам, кој знае од вас знае, кој не знае, еве сега ќе ви кажам, постои во 1878 година војна помеѓу Русија и Турција. Русите победуваат и како база, како мировен договор во едно мало селце Сан Стефано се нарекува, го потпишува тој мировен договор. Како продукт на тој мировен договор е настаната вазална држава Бугарија, меѓутоа не таа Бугарија која што ја гледаме сега во овие географски граници, туку Бугарија која што ги опфаќа територијално комплетно цела Република Македонија, онаа сега која што имаме, дори и делови од Јужна Србија. Тој сон за таа Сан Стефанска Бугарија, кај бугарите до ден денеска не е изгаснат. Они поради таа Сан Стефанска Бугарија и поради тој сон влегуваат во Првата, Втората Балканска војна, Прва светска војна, Втора светска војна, секогаш се губитници и не успеваат, односно успеваат да задржат еден дел од Македонија, оној Пиринскиот дел, но овој за цела среќа наша си останува како македонски. Но сега го најдоа Заев како предавник, пак ќе речам предавник, можеби е и преблаг збор за Заев, да се нафати и он не е само он, не е Заев во овој проект самиот кој што го бута, чисто како подсетување, сето ова за вас е познато, но јас да ве подсетам дека, да речеме, еден Денко Малевски, кој што е прв министр за надворешни работи, значи не е некоја шушумига, некоја шубелка, па било кого да го говориме излегол и изборел. Не, Денко Малевски е првиот министр за надворешни работи на Република Македонија, човек кој што е сега актуелен советник за надворешни работи на Стево Сидро, излегува на бугарска телевизија и тврди дека и Гоце Делчев и Крсте Петков Мисирков како еден Гоце Делчев како најкултна личност, како најголема, најсветла личност од револуционерите или Крсте Петков Мисирков од преродбениците, дека се бугари. Ако они биле бугари, ако ние како држава, како народ прифатиме дека тие биле бугари, не треба да ви го давам одговорот што сме ние сега, кога ви го поставам прашањето на секој еден од вас, ви е апсолутно јасно. И јас сега се враќам повторно на она, за они да може да го спроведат се во ова. Сите овие договори да им течат. Што прават? Го прават специјалното јавно обвинителство и втора работа, исклучително за нив важна, а тоа е да го превземат државното републичко јавно обвинителство, каде што ја поставија Вилма Русковска, жена која што не крие дека и била поддржувач на онаа шарена револуција и дека учествувала во таа шарена револуција. Минатата недела ја слушнавме и читавме наот од психијатар на каде што била да се прегледува од оние спотови кои што сме ги имитувале како ВМРО, дека она има огромна лутина, без и анксиозност, мислам дека тие три беа душевна болка, меѓу другото. Сега, поставите си го самите вие прашањето, ако некој човек ви нанел да се чувствувате вие лути, бесни, да имате душевна болка, кога би биле во можност да го санкционирате тој човек, како би се однесувале, дали би имале, дали еднаков пред законот би го гледале, одговорот нормално дека е не. И меѓу другото, ние она што можеме сега да видиме, а тоа е дека она што го правеше специјалното јавно обвинителство и еден куп случаеви кои што излегува тоа јавно обвинителство, еве актуелен е сега
повторно случајот со Мерцедесот, Мерцедесот кој што на главата ми го качија Мерцедесот, да ве подсетам, ниту едно единствено евро нема за работка на тој Мерцедес. Меѓутоа, така функционира сега државичкава ни, па таму началник кој што беше во Министерството за внатрешни работи Ѓоко Поповски дали 9 години, мислам дека е, и лежи човекот. 16 во судија. Колку? 16 6 години. Да, 9 па на апелација мислам дека 9 беше на 6. Така е, од 9 на 6. Министерка беше, пазете, Гордана Јанкуловска беше министер 10 години од ВМРО. Таа жена, која што е мајка сега на една година, мислам дека има детето, беше првично, мислам дека на 6, сега знам сигурно дека е на 4 години, и е израчена, како и да се вика, упат во затвор, што би било голем упатен акт, кој што е за мене жално, нели, да, пазете, министер на ВМРО да биде во затвор, зашто набавил нешто што сега секој дневно си се возика Зоран Заев, а екс-председателот на партијата, господин Груевски, е во екзил во Будимпешта, повторно ќе ви кажам за тој Мерцедес. Или она сега минатава оваа недела беше шамарите во центар, шамарање немало, односно шлаканици немало, самиот Жерновски го потврди тоа, дека не бил нити шамара, нити наркоци кревар, што може би требало да биде тоа така, но не е, за жал. Но тоа за жал сега да не биде сватено дека јас повикувам на насилие, но немало ништо, никакво насилие. Ако ние ги споредиме тоа што се случуваше пред општина Центар и тоа што правеа шарените, што и да беа, они се нарекуваа револуционери, тоа поминале, они настика го виделе револуционери, тоа беше платеници на Сорос, на разноразни амбасади и кои се не, но тие поминаа со 50 евра казна, иако уринира, уништија еден куп наши, значи тие згради не беа на ВМРО, тие они сега ги користат, ништо, а од друга страна, сигурен сум, без малку немам никаква дилема, дека повторно таму кои се прво обвинети Груевски и Јанакиевски, секако дека ќе има санкции за нив, а за тоа во каква држава ние живееме и каков правен систем функционира, мислам дека екс-пратеничката Даниела Рангелова, колку што разбрав, Фатиме Бедај ја ослободила од обвинение. Зошто е тоа така? Затоа што таа господица Рангелова во овој минат период баш онака не се штедеше да дава подршка на тој договор од Нивици, на сите овие штетни политики. Она беше и сега исто така една од погласните која што фрла дрва и камења по се што е во Маровско и по председателот Христијан Мицкоски. Тука они не и сега такви примери јас можам да ви наведувам, или со уставоронителите, она преска што ви го говорам, они се сега терористи, Крсто Муковски, кој што ги отвори вратите. Крсто Муковски не само што беше амнестиран, него подоцна читавме дека неговата фирма си добива тендери, навака натака од по неколку стотици илјади евра, без никаков проблем. Дечко на сега слушнав дека во Белград си функционира. Сето тоа го прават, драги мои браќа и сестри, со една, повторно ќе ви кажам, цел, а тоа е да не уплашат, да внесат страв меѓу нас и да внесат раздор. Тука пак ќе речам, не застануваат, ја чисто како подсеќање, они не го напаѓаат само ВМРО, него и секој еден човек, кој што, дали е новинар, дали е аналитичар, па еве, да ги наброиме, Латаси Ивона, Миленко, Александар Митовски Мечка, како се вика, Љупче Златев, Горан Момировски, значи секој еден новинар кој што има храброст да застане и критички наставува против СДС е со кривичен прогон. Конкретно мене Тони Михайловски ми е исклучително близок другар, брат ми е во буквална смисла на зборот. Јас ја знам голготата која што помина човекот. Зошто? Затоа што имаше на статус на онаа
пролупана будала Тричковски одговор направено, а во тој статус Тричковски мајки, шајки и плукање по нас се, значи само затоа што му имаше одговорено на него, скоро година и пол човекот по обвинителство, по судови, адвокати, трошкови, живци, време, се, и на крајот условно го осудија, истиот тој Тричковски, кој што и ден денеска мајка ни плаче, смрт ни посакува, што се не збори, најгадно што може вокабулар човек да употреби, го пишува, лакно не му пали, не постои нити невладина организација, ни заштита на човекови права, нити некоја граѓанска, која што еден куп постоја такви, ние ги гледавме во таа шарена револуција, сите тие, за жал сега како реби молчат. Сакам во овој дел околу насилието да го спомнам и Палчо, кој што реално човекот ме плука и мене, и председателот го плука, меѓутоа го плука и Зоран Заев и Сашо Мјалков, и од тие причини гледате дечкиве нити они ова као пашалак нивни го као нивна прчија тука го третираат, човеком сред бел ден изеде кјотек со боксирачи, со шипки го натепа, повторно, да, се само повреди, повторно целта име преку него да испратат порака до секој еден од нас, дека секој еден од нас кој што ќе се дрзне, ќе се охрабри да ги критикува, да зборува, да пишува против нив, дека не само што Русковска му стои на брат и Оливер Спасовски, туку и нивните габази дека можат да ве начекаат и сред бел ден, значи не мора темница некоја да биде, да бидете нападнати. Живееме во држава во која што мислам дека не постои друг пример, не само во регионот. Во регионот секако дека читаме дека сите училишта се отворени, ние сме единствена држава која што нити имаме дата кога ќе се отворат тие училишта, како ќе се отворат тие училишта, дали има протоколи, нема протоколи, платформи, компјутери имало, немало. Компјутери нема и разбравме дека 30-40 дечиња нема можност да имаат и интернет и компјутер, но во исто време разбравме дека пак за тоа пари нема, но пари за како се нарекуваат они ЛГБТ заедница, повторно за кондоми и за лубриканти да им лизга, има пари такви и тоа година за година си трошат, мислам дека околу 1,5 милиони евра година за година даваат за таква работа. Во исто време имаме не измалтретира со ковидов, нели со затварање, со комплетно блокирање по цели викенди, по се, а повторно сме земја во која што по глава на жител и по смртност и по број на заразени сме први во регионот. Во Европа, ако не сме први, сме во топ 5, тоа 100%. Во Европа дојдовме во топ 20, а во свет дојдовме во топ 20. Сега, они напаѓаат по раководство, напаѓаат по луѓе, дојдоат до најниско ниво, значи најниско, во наводници најниско ниво, сведоци сме дека во последневе, а поготово месец дена, јас барем така, еве сега и надвор слушам истото и секој дневно тоа го слушам и ќе се задржам малце повеќе, ќе ставиме акцент околу тоа, а тоа е да секој еден човек ВМРО-вец, македонец и ВМРО-вец, тоа е со наводници лоша или гаранција вие тоа за дека ќе бидете малтретирани, поготово ако работите во јавна и државна администрација, значи без малку веќе не постои човек кој што не е издеградиран, не е казнет 3 месеци на плата по 15-20%, па уште 3 месеци и веќе дојдоа до тоа да не мал број на луѓе и почнаа да ги бркаат. Ама имал 2 деца, 3 деца, семејство, фамилија, преместување од луѓе вработени тука во Скопје, во Рек Осломе, значи во Кичево да одат на работни места, луѓе од специјална единица во полиција симнувани да бидат чувари на архиви, значи не чувар пред некој дипломат да чува или некака во некоја куќарка да го стават, архива доле, архивска граѓа, значи знаете во архива ако седе, тој е у подрум, таму да седи да скапува човек. Како главна
повторно сега да дојдеме до главното, главната нивна цел е ВМРО. Значи се ова што прават. И меѓу нивните поддржувачи, но и СДС, имаат сватено дека ако има силно ВМРО, и Македонија е силна. И ние треба да бидеме горди што во минатите они како го нарекуваат тој период круевизам, не знам каков, не знам што, ние треба да бидеме горди дека ако прошетаме тука, па и овој комплетно објект, до што се не е направено во овој период, бројките кои што сме ги оставиле на вработени, парите како се трошеле во цел период, не велам дека немало грешки, но дајте сега да се вратиме во денешно време, еден објект, ако тргнете од Ѓорче до Драчево, ако најдете еден објект сега што е направен, а да не е нешто, некоја уличе загребано, па само нешто така, нема ништо не постои. Не постои никаква инвестиција, некој училиште ли е направено ново, било каква инфраструктурна инвестиција, дали има некоја странска инвестиција, тоа е science fiction сега, значи научна фантастика. И тоа што имаше се затвора. Токму така, она што ние бевме навикнати безмалку еднаш неделно или нека било еднаш месечно да видиме како дошле некои странци да инвестираат не знам какви пари, тоа е веќе заборавена работа, односно како танок на нивните политики сега за неколку месеци успеа 40.000 луѓе, тоа е статистика, значи по завод за статистика, 40.000 луѓе сега се останати без работа и за жал, јас не сакам тоа така да биде, меѓутоа јас се плашам дека во наредниот период уште толку можеби луѓе ќе останат без работа, како се вика, задолжувањата на Република Македонија се се поголеми и се поголеми. Се поголеми и се поголеми. И оттука они не само ова го прават, сега во последно време, поготово после избориве, им функционира, тоа се као сиемски близнаци, така познат во јавноста месен комитет Мериот, кои што за нас познати ликови, најголем дел од нив, несреќи кои што од клошари влезени во оваа партија, слепци, ги направивме господа, тоа се луѓе кои што во буквална смисла на зборот се милионери и во заштита на нивните сега милиони, во заштита на нивните соизвинување према господите газиња, они се нафатиле да бидат слуги на ѓаволот, односно слуги на тој Зоран Заев. Тоа, веројатно, тука на никој од вас присутни нема никаква дилема дека е тоа така, меѓутоа јас чувствувам исто така за потребно да ви кажам дека тие се активирани сега во моментов само и само да прават раздор. Зошто? Затоа што им останат оној главниот што го говоревме, договорот со Бугарија и повторно да ја вратиме работата, дека слаба ВМРО, слаба Македонија. Ако е слаба ВМРО, ако ние не можеме да пружиме отпор, ако ние не можеме да извадиме доволен број на улица, ако ние се плашиме да напишеме статус, да искритикуваме, да излеземе во јавност на телевизија да збориме против нив, нормално дека тоа прекјутно многу полесно ќе им поминуваат тие работи. И после се ова, што би сакал да ви, кога на кај секој ден верувам, кај вас се појавува логичното прашање, добро, Александар, што сега? Ние треба, како македонци, како ВМРО-вци, да разбереме, само сплотени, само единствени, без нема да се, ние сме луѓе на крајот од денот, некој ќе му наоѓа забелешка на Тони, некој на мене, па што, Пандова, не ние, нити Тони, нити Пандов, нити било кој од тука вас присутни, таргет. Ние имаме еден единствен таргет. Тоа е Зоран Заев и СДС. Само што посплотени, само што поединствени, ние ќе се почувствуваме и енергија, и храброст, и сила да се спротивставиме на оваа багра. Ако ние влеземе во замката, да ние самите меѓу себе, па се докажуваме, се објаснуваме во овој нареден период, повторно, дај Боже да не сум во право, но ќе помине и тој договор со Бугарија и подоцна ќе биде прашање на време кога Македонија ќе биде федерализирана, а со самото тоа и поделена помеѓу
албански дел и кој знае како би не воделе нас, пошто нели ние во таква ситуација и официјално нашата историографија ќе потврди дека ние не сме македонци. Пак ќе речам, не постои друга организирана сила. Само ВМРО е таа сила и само ние како нејзини членови, активни или пасивни некои во моментов, можеме да се спротивставиме на ово. Да, и доаѓаме до Патриотскиот институт. Патриотскиот институт е ново тело на партијата, претпоставувам сите знаете дека со новиот статут кој минатиот месец, сега точниот датум кога е, не се сеќавам, не го знам, но минатиот месец е сменет новиот, имаме нов статут и покрај Унија на жени, Унија на млади сили, Унија на ветерани, направено и ново тело, Патриотски институт. Патриотскиот институт за секој еден кој што ќе почнам од позади, за да немате никакви дилеми, Александар Пандов и без да биде председател на тој Патриотски институт. Веројатно, ја и пред месец дена, пред да бидам председател на тој институт, да дојде тука, секој еден од вас ќе му бев познат и ви се познати моите ставови. Меѓутоа вака, ние има, и јас и партијата, има можност, и јас инсистирав на тоа, да јас во наредниот период активно бидам вклучен во работата на партијата, односно сите кредити, кога јас ќе излезам на јавен настап, кога било што, јас веќе не сакав ни под точка разно да стои под моето име аналитичар, експерт, едно друго, јас сум ВМРО и јас сакав едноставно и сега е тоа така. Но, зашто ово ви го кажувам? Јас последно нешто што некој било кој од вас треба да помисли дека Александар има некакви, а тоа е кај нас од секад така било, па јас затоа ова сега на самиот почеток сакам да ви го расчистам во глава, дека јас немам никаква намера да правам некоја структура тука, не тука во Карпаш, било низ цела Македонија, која што нешто ќе прави некој паралелизам, не знам што, не знам како. Не. По статутот, ако Унија на млади сили, председателот е член на извршен комитет и има од Унијата на млади сили 10 члена во Централниот комитет, ако истото тоа е и со Унија на жени, председателката на Унија на жени е член на извршен комитет и 10 члена имаат во Централен комитет, јас само сум член на Централен комитет, не сум член на извршен комитет, и само јас, значи не се 10 луѓе, што ќе рече, јас дури инсистирам во прво време тоа така да биде, за да не било кој помисли дека било каква задна намера постои намера да и како ќе ги поставиме сега нештата. Брзањето што јас во петок, односно денеска сабота ви го зимам вас времето, е да не само да се обидам, јас секако дека и ќе успеам во тоа, во договор со председателот Христијан Мицкоски, до 23 октомври, кога е ден на ВМРО, да направиме костур на овој Патриотски институт, односно да избереме по еден председател, координатор, како и да го наречеме во секој еден општински комитет, да го направиме костурот и на 23 октомври да имаме, како се вика, основачко собрание. Сега, од тука јас ве замолувам, секој еден кој што чувствува и ова да ви појаснам, а да бидеме правилно до крај, пошто се сепак чувствителни работи. Во прва фаза ќе има, во Скопје нема да има во општина Карпуш таков председател, односно има, но тој ќе биде учесник во градскиот комитет. Значи само градски комитет ќе направиме за Скопје, а Прилеп, Битола и сите поголеми, дури повеќе овие помаливе, така да ги наречам во наводници, ние имаме мали, ама големи од типот на Сопиште, на не знам кои се не приградски и во другиве делови од Македонија, така да речам, помали комитети, тие во втора фаза, значи после тој 23 октомври би ги посетил и таму би формирале, што ги рече, значи јас би ве замолил да еден, односно не еден, повеќе луѓе вие поднесете кратка биографија до председателот
на Општинскиот комитет Карпош Тони Јаревски и заедно со него и со председателот еден од вас ќе биде избран за така да речем координатор, председател на Патриотскиот институт од Карпош, а на републичко ниво и до тој 23 ќе се обидам и јас верувам дека ќе успеам да направиме и раководство. Тоа раководство ќе луѓето во раководството ќе бидат историчари, луѓе од култура, луѓе кои што уметници, спортисти, препознатливи луѓе, не само за мене и за нас, него по јавноста, луѓе кои што се медиумски експонирани веќе, докажани про-ВМРО-вски, про-патриотски. Зашто? Затоа што конечно идејата за Патриотскиот институт не е да ја ви се мешам вас во така да речем политиката тука организациона на Општинскиот комитет или било каде во било кој комитет, туку да со тие луѓе, а со помош нормално на локалниот представник, како што ќе го имаме тука во Карпош или било каде, па ќе речем во Струмица или Радовиш, да организираме трибини, за да можете да визуализирате, да ме разберете за какви трибини, налик на оние 2015-16 година, кои што ги правевме како дом. Во тоа време, знаете кој беа луѓето, дел од тие луѓе јас ги имам во глава, со дел од тие луѓе имам комуницирало, но сега во овој период и најверојатно ќе бидат дел од тоа раководство, ќе има и некои нови кои што се истакнале сега, да речеме, пошто ние се знаеме сега, ние сме мала држава, знаеме кои се луѓето и кои на крајот од денот ќе се нафатат, затоа што нема да биде едноставно, повторно, сите тие луѓе ќе бидат на нишан ставени од оваа кута која што е на власт. И фактички после тој 23 октомври, со самото тоа, со наше одење и одржување на такви трибини, верувам дека ќе успееме колку толку, јас верувам дека не колку толку, дека нешто повеќе, да не бидам навредливо разбран, меѓутоа мислам и така и партијата чувствува за потреба дека е потребно да се подигне малце тој патриотски дух сега во ВМРО, да се разгори повторно оној оган на македонизмот. Јас не велам дека партијата досега тоа не го правила, затоа што ова ми е од вчера кисела вода бев и аеродром, денеска бев во центар, па сега тука кај вас, има прашање, добро Александар, што е сега работава? Вие патриоти, ние што? Не е браке, ние сите сме патриоти, но ова е форма како ние, на крајот од денот, и за да го разберете, форма како и плюс одреден број на луѓе, кои што се реално корисни, кои што реално се македонци, ВМРО-вци и посветени на организацијата, кои што ќе им најдеме форма како да ги вклучиме во, а не се председател на месен комитет или не се дел од Општинскиот комитет. А има такви луѓе, јас барем знам, знаете и сите ви.